До нова година ќе се обидам да ги нема сите критични моменти во Охрид, особено во центарот. Зашто во оваа држава постојат две опции. Или ќе го почитуваш законот, или ќе си Рамис Мерко. Вака некако го завршивте со мене последното интервју пред 4 месеци овде во Охрид, само во вашата канцеларија. Денеска во овој убав јануарски ден сме токму во центарот на Охрид, убаво сончево време. После нова година, како се чувствувате? Првата опција, го почитувате законот или дека сте Рамис Мерко? Значи, ние ги продолживме процесите кои што ги теравме, ги започнавме целата 2020 година. Колегата Мерко има свој став по однос на прашањето на УНЕСКО и борбата за задржување на статусот кој што го има Охридско-Струшкиот регион и невпишувањето на листата на опасност на тој регион. Јас имам своje мислење и свој став и тој малку се разликува од неговиот. Меѓутоа, како и да е, мислам дека двајцата треба да ги превземеме одговорностите и да постапиме за она што сме избрани, а тоа е да постапиме по закон. Дојдовте на чело на градот во мај 2019 година. Во вашиот мандат, за жал, најверојатно, како што се одвиваат работите, ќе бидете сведок или се уште на чело на градот, кога градот ќе го промени статусот на листата на УНЕСКО. Каква одговорност чувствувате? Да, значи, согласно нацрт извештајот и работите како што се одвиваат, можно е да Охридско-Струшкиот регион и делот во Албанија од крајбрежјето од 2019, затоа што тој е по заштита на УНЕСКО, да биде ставен на листата која што е од локалитети кои што се во опасност. Таа листа, морам да признам дека годиниве све повеќе и повеќе се зголемува. УНЕСКО ги заострува критериумите. Инаку губење на статусот на Охрид во УНЕСКО да биде избришан како град заштитен од УНЕСКО е скоро неверојатно, затоа што тоа од самото постојање на УНЕСКО се случило само со два града, со два локалитети. Едниот е Дрезден, каде што луѓето, граѓаните сами на референдум одлучиле дека повеќе не сакаат нивниот град да биде под заштита, а другиот е еден посет во Оман, каде што навистина тотално била незаинтересирана ниту државата, ниту населението за УНЕСКО, со тоа што посетот 90% од тој посет го претвориле во индустријска зона, така да такво нешто овдега нема шанса да се случи. И имаме ние... Не сме блиску до Оман? Не. Имаме ние примери од минатото кога одреден регион бил ставен на листата во опасност. После тоа се вложиле дополнителни напори, се имплементирале препораките, па се избришал неколку години, па после некоја година повторно има случаи истиот регион да биде ставен во опасност. Например, сега во моментов таква е ситуацијата со националниот парк Йелоустоун во Америка. Така да тоа е еден процес, ние не треба толку ригидно да ги сваќаме тие работи, дека сега ќе не стават на листа опасност и готово, тоа е национална трагедија, Охрид го изгуби статусот. Во август месец, кога снимавме овде во Охрид, бевме и со членови на комисијата, кои што само во делот на Националниот парк Галичица избројале 38 дивоградби или објекти кои што треба да бидат срушени. Од тогаш па натаму, Инспекторатот при Министерството за животна средина вели дека не само што не им фали ниту цигла на тие 38, туку започнати се активности за нови. Имате ли сознанија што се случува, како се реагира, како течат процесите и дали само овде на Галичица се случува тоа во Националниот парк? Па се случува една појава која што најверојатно е резултат на немањето на урбанистички планови на добар дел од просторот во Охрид, меѓутоа и во Република Македонија. Ние сите знаеме дека е широко распространета бесправната градба и затоа, впрочем, државата носела такви несрекни закони како законот за легализација на бесправна градба, на бесправни објекти, кои што овдека во нашиот регион ни направи големи проблеми. Да, има
има објекти кои што се со значително влијание на животната средина, кои што се во крајбрежје, кои што се нотирани во инвентарот на бесправни објекти, кои што не беше обврска од УНЕСКО да го направиме и кои што ќе мора да се отстранат. Тоа се повеќе викенд куки на физички лица. И меѓутоа тука главен проблем е тоа што покрај тоа што не можеме да ги отстраниме тие бесправни објекти, затоа што станува збор за една операција која што е врзана со многу средства, со други најразлични непријатни ситуации. Меѓутоа станува збор и за едно нефункционирање на системот на казнивост. Значи не може општината преку 150 кривични пријави од 2011 навака има поднесено, јас имам поднесено само 30 во 2020, а ни една кривична пријава за бесправна градба да не е санкционирана. Инспекциите функционираат, ние постапуваме, меѓутоа со рушење и со отстранување не можеме да воведиме ред, ако не се спречува во почеток. Како прв човек на градот, се чувствувате немоќен од системот? Врзани ви се рацете? Многу е тешко да воспоставиш ред и поредок во една ситуација кога долги години наназад не функционирал системот. Сите тие бесправни објекти и сите тие девијантни појави не почнаа од вчера или од лани, се години напластувани проблеми. Меѓутоа и тој проблем со бесправната градба и со дивите градби малку во јавноста е, да речам, предимензиониран. Не се толку бесправната градба клучни во извештајот на УНЕСКО, колку што е недостатокот на права стратегија наша и план како нив ќе ги решиме. Требаше да се направи стратешка евалуација на влијание на животна средина на сите тие бесправни објекти, тоа е во тек, и да видиме кои од тие бесправни објекти ќе мора да ги отстрануваме. Тоа е процес во кој што ќе мора да се вклучи државата, значи и Министерство за транспорт и врски, и Државен градежни инспекторат во соработка со локалните власти, со инспекциите да пристапиме кон еден процес кој што ќе биде долготраен, болен и меѓутоа ќе мора да заврши на крајот со успех. Така. За многу години. Имате ли поддршка од локалното население? Имам, како не. Да. Сакаат Охрид да го задржи својот статус, се борат за тоа? Се борат против неправдите? Па добар дел од населението свесен е за дека како резултат на самоволието на еден мал процент на луѓе кои што биле несовесни кон општественото и светското добро со универзални вредности, дека има шанса сиве да станеме заложници нивни, затоа што сега во барањата за УНЕСКО се да се стави комплетен мораториум на секаква градба во Охридскиот регион. Тоа значи дека и некој план кој што е согласен со планот за управување со УНЕСКО нема да може да се гради. А тоа е казна за совесните граѓани како резултат на тие кои што несовесно се однесувале со градот. За да се изгради се потребни пари, но за да се сруши веројатно се потребни многу повеќе пари. И во претходното интервју кажавте дека општината не е моќна сама да го спроведе тоа и не смее да го прави тоа сама, заради тоа што, како што и сами велите, ова не е локален проблем, ова е системски државен проблем. Колку имаат слух за проблемот кој што се чини дека штом ќе стигне некоја ваква драфт верзија, тогаш се актуализира дополнително? Видите, во однос на справувањето со дивата градба и отстранувањето на бесправните објекти, ние досега се што отстранивме беше со средства од буџетот на општината. Сега добивме прв пат 6 милиони од влада. Точно е дека надлежностите за отстранување се на локалната самоуправа, на градоначалникот и на локалниот инспекторат за градежништво општинскиот. Меѓутоа, овдека е малце разликата меѓу Струга и Охрид. Ние не бараме одземање на ингеренциите, ние ќе постапиме сите предмети кои што ги имаме во однос на отстранување бесправни објекти, ќе ги постапиме, меѓутоа нас не треба помош, малку и координација од Државен граден инспекторат да вршат тие надзор на тој, да речам,
процес на отстранување, затоа што сепак станува збор за сензитивни, деликатни случаи, кај што еден сам инспектор, локален мој, треба да дојде дурните на куќа. Тоа е малце така непријатна ситуација и во однос на финансиски средства ни е потребна помош од државата. Меѓутоа, мене ми е жал што сето она што го направи оваа влада, како резултат на тешкотиите во справувањето со бесправната градба, некако како да паѓа во вода. Сите, да речам, забораваме дека за прв пат се формираше ново јавно предпријатие колекторски систем, кој што е многу поважно како проблем за решавање колекторов отколку дивите градби. Значи, колекторов купна сума која што владата се обврза да превземе се 21 милион евра. Значи, се направи делбен биланс, се формира јавно предпријатие, се инвестира првите 4,5 милиони евра за ревитализација на колекторскиот систем. После имаше таму долгови према Евана за неплатена струја од 7 милиони евра и сите тие долгови ги превзеде владата. Меѓутоа, проблемот е то и кој што владата го имат како проблем и ние како граѓани, функционирањето на правната држава која што не зависи ни од владата, ни од мене. Зависи од тоа што нас ние како, да речам, главна фалинка предочено и во преговорите пристапни од Европска Унија и сите тие работи, а тоа е функционирање на правна држава на целата територија на нашата држава. Судство и правосудство и обвинителство. Тука заврши, почви све. Планирате да се кандидирате на следните избори повторно за прв човек на Охрид? Мислам дека малце рано е за да размислуваме за избори. Пред да се прават комбинациите во партија и така натаму, вашето лично чувство, дали ви сакале да ја продолжите како прв човек борбата за Охрид? Поделени ми се чувствата. Зошто? Затоа што Охрид заслужува и борба и да речам и жртва, и граѓаните на Охрид тоа го заслужуваат. Меѓутоа, малку е проблем кога од цела таа борба се случува една работа како што вие ја спомнавте. Поддршки со работа од граѓаните, од грото од граѓаните, мислам дека се за воведување ред. Меѓутоа и добар дел има кој што тоа што ние сме го странија, тие пак го градат. Здравјето на Охрид со медицински речник е загрозено. За да не го загрозам вашето и моето, овде ќе го завршам ова интервју. Ви благодарам што прифативте една ваква прошетка, необична за вас, можеби на кејот на Охрид. Се надевам дека следниот разговор ќе го направиме во реконструирани нов кеј. Се надевам. И јас искрено посакувам како редовен турист и обожавател на вашиот роден град. Ви благодарам за ова интервју. Hvala.